На неколку дена пред новата година го посетивме домот на семејството Дамовски во скопската населба Аеродром, кој што одишува со посебна новогодишна магија, убавина и топлина. Како резултат на големата страст на неговата домакинка, господјата Евица Дамовска, која што е собирач, колекционер на новогодишни декорации и украси. Па во следниве минути ви ја доловуваме магијата на нивното неверојатно убаво и восхитувачко новогодишно катче. Пред се ви благодарам што ги отворивте портите на вашиот дом за камерата на телевизија Алфа, за да може на нашите гледачи да им ги доловиме убавините со кои што одишува вашиот дом во пресет на новогодишните празници. Кога всушност во текот на животот се влюбивте во новогодишните декорации и како почнавте да собирате волку многу експонати и украси? Пред се добре дојдовте. Ви благодарам на вас што ми укажавте чест да бидете тука и да го споделите ова со останатите. Љубовта од детството уште, од секогаш ме интересираше, од секогаш украсување, декорирање, љубовта од детството во смисла на моите родители од секогаш украсувале елка, порано дури и природна, сега веќе нели вештачки повеќето. И на тој начин, значи од детството, секој украсче, секој лампионче купено со љубов. Јас и на елката имам лампиони постари од 50-60 години. Значи емотивно се врзувам со сите тие ствари, затоа и толку имам. Купувам секоја година нормално, се обновува, се трудам секоја година да е поразлично, изработувам и сама нешто што можам. И тоа е. Ги спомнавте изработките кои што сама ги правите и најчесто ги правите од природни материјали. Апсолутно, да. Да, гледам што можам повеќе да искористам од природата, нешто што можеби би било и отпад, нели? Меѓутоа јас наоѓам намена на сето тоа и во таа смисла ги искористувам. Шишарките, например, природни, од фстаци, од дрво, сето тоа, камчиња, се можам да искористам, зависно од тоа што сакам да изработам во моментот. Во денешно време може би и лесно да се нарачаат и да се купат разни декорации и новогодишни украси, но порано било многу потешко да се дојде до нив. Како вие успевавте низ годините да соберете толку многу украси? За жал, кај нас е малку потешко во таа смисла, затоа многу пријатели мои, им благодарам од се срце, ке се препознаат сите тие, ми помогнаа во смисла на тоа да порачам од странство, да ми донесат некои работи што тука не можев да ги купам, а ги сакав за да ми се вклопат во некоја декорација. Најголем проблем ми се човечињата, се друго, например, можам да изработам, нели, кукичка, бунар, камин, не знам, сето тоа е во ред и можам да го изработам. Меѓутоа, луѓе не. Луѓе прави една моја пријателка и она е многу успешна во тоа, понекогаш и она ми помага во нешто ако имам потреба. Сопругот исто улетува, да речам, со негова помош и тоа. Колку време ви треба за вака да го украсите вашиот дом? Зависно од тоа што сакам да декорирам таа година, 10 до 15 дена во секој случај, затоа што не е тоа 24/7, не мора со паузи и сето тоа.
баш кај што во полиците што ми се декорирани сега, вообичаено стојат книги и филмови, така да сето тоа треба да се повлече од тука, да се намести во новогодишна атмосфера. И Она што е интересно дека секоја година вашиот дом изгледа поинаку, односно секоја година се различни декорациите и она што вие замислувате како треба да изгледа конкретната нова година. Се трудам, апсолутно се трудам да е поразлично, затоа што просторот е тој, украсите се тие, меѓутоа само да ги прераспределам на друг начин, да ги украсам, например, да замислата да ми е во друга насока, веќе поразлично изгледа. И сакам да има приказ на сето тоа, значи не сакам само да го ставам нештото, например, било кој предмет, не сакам да биде само ставен на полицата, треба да има приказна, шумска приказна во која Снешкото им чита новогодишна приказна на сите животни во шумата и така. Мислам, тоа е мојата замисла, нели? Па покрај каминот се Дедо Мраз и Баба Мразица кои го проверуваат списокот, дали за сите дечиња се изработени подароци за да се однесат. Исто Орево кршачка комплетирана со се, со балерина, со часовникот, со кралот Глушец кој многу и само војникот го купуваат, ама војникот како војник ништо не значи ако ја нема целата приказна. Така, забележавме во поштенското сандаче божикно и новогодишни честитки запишани на различни јазици. Значи, ја негувате и таа веќе за жал помалку подзаборавена традиција на испраќање на новогодишни честитки. Да, се обидов што повеќе јазици и со детски ракописи нормално, меѓутоа не секогаш успевам во својата замисла, меѓутоа горда сум и на тоа што го имам од дечиња писма за Дедо Мраз, на повеќе јазици испишани, рачно испишани, што, како што рековте, веќе подзаборавена. Имам на многу јазици, полски, руски, италијански, германски, француски, италијански, ромски, албански, турски, кинески, така да, на македонски апсолутно, многу повеќе. Предпоставувам дека вашиот дом е катче што со задоволство го посетуваат вашите пријатели, роднини, познаници кои што се восхитуваат на декорациите кои што многу умешно вие со вашите вешти раце ги правите не само за новогодишните празници, туку и за некои други поголеми празници во текот на годината. Како тие најчесто реагираат кога ќе влезат и кога ќе ја видат оваа убавина? Секогаш знаат што ги очекува, меѓутоа сепак се секогаш изненадени со нешто можеби ново. Повторно се изненадивме, се е во ред. Дури јас сакам внимание посветувам на ситници, на детали, така да и кога одам некаде, например, на гости, кога носам подарок, ако е нешто спакувано, знаат дека јас сум го донела и знам да изработам за пријатели мои исто нешто од моите изработки да им подарам и така, на драги луѓе. Еве една од моите рачно изработени теми, ова шеширче новогодишно, во чест на тоа што бевте во мојот дом, ви го подарувам во вашата телевизија, во телевизија Алфа, и сум ви благодарна што бевте присутни во мојот дом. Ви благодарам многу.